За да уништите еден народ, доволно е да го намалите квалитетот на образованието. Оваа порака од јужноафрикански професор се цитира со години. И кај нас и пошироко, се во контекст на укажувањата на долготрајниот пат во македонското образование. За тоа дали конечно е допрено дното како предуслов за залет угоре, разговараме со министерката Весна Јаневска, која има увид во состојбите и од двете страни, и како универзитетски професор долгогодишен и како човек што се нафатил да ги среди работите, барем делумно, колку тоа ќе го дозволат околностите во овој ресор. Министерке, што се смени од вашето доаѓање во ресорот образование? Дали до некаде се надминати хаотичните состојби и кои поголеми резултати би можеле да ги издвоите? Времето е кратко, релативно, меѓутоа. Ви благодарам. Од моја лична гледна точка многу се смени. И јас ке се обидам да набројам неколку значајни елементи кои се променија. Прво што направивме, сменивме наставни програми кои со години не беа менувани, или знаете, имавме еден обид за спојување на предмети, релативно неуспешен, со бурни реакции од јавноста, од сите нивоа на јавноста, па ги раздвоивме тие предмети, се исконсултиравме со сите, побаравме мислење да видиме како ќе биде, па така почнуваме со нови програми и со учебници за тие нови програми. За разлика од минатото каде што имаше недостаток на учебници, сега веќе тој процес драстично го стабилизираме, па за новите програми за 7 и за 1 клас имаме комплет нови учебници за цели генерации. Следната година продолжуваме повторно со нови програми за 8 и за 2 клас гимназија и третата година за 9 и за 3 клас гимназија ќе остане само 4 клас гимназија. Овој процес е веќе стабилизиран и јас сметам дека можеме да кажеме дека тој е затворен. Уште еден елемент во овој процес за да го затвориме, набавивме учебници по странски јазици за прв пат после многу години во основното образование, доколку има проблеми и во средното, и таму ќе набавуваме странски учебници. Ова се два многу значајни елементи кои ги очекуваше јавноста и наставниците, родителите, учениците сите. Тука сметам дека направивме еден сериозен чекор кон стабилизација и кон подобрување на еден дисфункционален систем кој сега го правиме функционален и од еден ретрограден систем кој сега почнуваме да го градиме во еден прогресивен систем. Она што исто е многу значено, јас постојано го потенцирам дека наставниците се главната алка во образовниот систем, ги ослободивме од мислата или од теретот за нивната финансиска состојба. За разлика од минатото каде што тие секоја година стравуваа како ќе се справат со инфлацијата, сега имаме договор во кој велиме дека сите следни 4 години, додека трае мандатот на оваа влада, тие имаат обезбедено покачување на платите. Она што е модерно, би го кажала, е дигитализација на целото општество, вклучувајќи го и образованието, па така ги опремуваме училиштата со дигитални апарати, со мрежна опрема, но дигитализираме и процеси. Првенствено ги дигитализираме и доусовршуваме ДЛБА, процесите во Министерството, воведуваме и нови, но секако тоа ќе се симне и на ниво на училиштата. Она што исто многу ни одзема време и енергија, но сметам дека е добро и дека е и видливо, и не се е видливо од она што работиме, е и инвестициите во инфраструктурата. Имаме
навистина значајни инвестиции во инфраструктурата и покрај тоа што затекнавме празен буџет, без средства за инвестиции, без обезбедени плати за наставниците, без обезбедени награди за талентираните ученици и бројни други елементи, успеавме да го надминеме тоа, да вратиме долгови, она што должеше Министерството, и да направиме некаков прогрес. Од тука сметам дека навистина направивме одреден исчекор кој води кон подобрување на целокупното образование. Ќе се навратиме повторно на учебниците. Може ли да се смета дека проблемот е решен или речиси решен, затворен, со оглед на се уште присутните реакции и на родителите и на одредени училишта, и дали конечно е воспоставен стабилен план за нивна навремена изработка и достапност? Дефинитивно, како што веќе е познато во јавност, имавме нов закон, кој оваа година го тестиравме прв пат и се покажа дека е добар и функционален, за разлика од минатите години, кога минатата власт велеше дека не е функционално и не може да го направат тоа. Немаат автори, немаат рецензенти, немаат добри ракописи. Оваа година се покажа дека има и автори, и рецензенти, и добри ракописи, и на моје големо задоволство, барем за овие новите учебници за 7 и за 1 клас, добиваме позитивни фидбеци од наставници кои ни велат хемијата е добра, физиката е добра и ги редат учебниците од кои се задоволни. Бидејќи веќе е воспоставен системот, сметам дека ова прашање на вистина можеме да го затвориме и дека во иднина нема да имаме никакви проблеми со учебниците. Ке има континуирано учебници, како што веќе ви кажав, како се менуваат програмите, така ке имаме нови учебници за цели генерации. И да, постојат одредени жалби на одредени родители, и тие проблеми се обидуваме на најдобар можен начин и законски да ги решиме, но мислам дека, јас сум многу отворен човек, мислам дека и опозицијата малку ја подкрива темата со цел сега пред избори да спечали некој глас повеќе, но тоа е нивно легитимно право. Она што јас го тврдам дека овој проблем веќе е решен затоа што системот почна да функционира и само треба грижа и внимание и се ќе се тече така како што треба. Ова претпоставува значи дека сите оние нелогичности што ги имаше во учебниците од времето, сето тоа е во новите... Чистено? Да. Сето тоа е исчистено во новите учебници кои ние ги направивме. Барем до сега нема ни една поправка. Доколку се појави, тоа секако дека ќе се коригира. Има поедини проблематични делови во учебниците кои се уште се во употреба. Децата што почнале по Кембридж мора да завршат по Кембридж и тоа се стари учебници кои ние ги обновуваме секоја година според барањата на училиштата и потребите на учениците. И овие што јас ги затекнав како веќе готов производ на кои што се жалеа наставници и ученици, тоа што добивме дека треба да се поправи, ние ги информиравме издавачките куќи и дел од тие грешки се поправени. Доколку грешки, знаете, некога станува збор само за запирка или точка, а некога станува збор за печатна грешка, но грешки од типот Албанија се заоѓа на исток, а Бугарија на запад, немаме. Во моментов такви замерки немаме, или колку степени има триаголникот, во овој момент нема. Доколку и се појави во старите учебници, нема да се препечатуваат така, ќе ги задолжиме издавачите да се ги поправат тие грешки и сметам дека во рок од оваја и следната година дефинитивно ќе имаме учебници на ниво.
Постојано, еве и вие спомнавте дека има ревизии и на наставните програми, меѓутоа продолжуваат и тие критики, оценки од наставна и стручна јавност дека се пренатрупани и неусогласени со возраста на учениците. И кои се согледувањата ваши на МОН, кои се потезите во оваа начин? Апсолутно не се согласувам со ова тврдење. Одреден број, но помал број на родители на вистина, и тоа се вашите сознанија, предпоставам се жалат дека децата имаат преобемен материјал. Анализите кои ги направило Бирото за развој на образование, анализите кои ги направи Министерството во соработка со Бирото, велат дека материјата е соодветна на возраста на децата. Она што јас постојано го кажуваме, нашите ученици имаат 900 часа помалку до 15 годишна врезност од децата во Европската Унија. Затоа пак и ние се залагаме за подолг престој на учениците во училиштата, но дека материјата не е соодветна на возраста, ниеден стручњак во оваа земја тоа не го кажал. Оти за да се даде некакво тврдење, навистина треба да има научна и стручна подкрепа. Таква замерка досега немаме. Дополнително, личен мој став, и како човек и како министер, е дека работа на децата е да учат. Никој од учењето не видел штета. Напротив, штета имаат младите луѓе тогаш кога не знаат, кога немаат квалификации, кога немаат вештини кои им се потребни за да го живеат сопствениот живот што е можно подобро. Од тука ќе се потрудиме на сите можни начини да дојдеме во една состојба кога родителите ќе сакаат нивните деца повеќе да знаат, а нема да се плашат од тоа дали нивните деца учат 2 часа или неколку часа помалку. Дополнително мислам дека сме една од ретките земји во кои родителите, некои, не сите, ве молам да не бидам погрешно сватена, но има и такви кои бараат изговор децата да не одат на училиште. Па бараат онлайн настава, па бараат некакви други погодности. Она што мора да го знаеме, дека знаењето бара време и знаењето бара вложување на труд, интерес, но и мотивација на децата. Нема да имаат никаква штета ако учат. Се надоврзува прашање на може ли да се зборува за квалитет на образование кога сите напори и на учениците и на родителите се да се добијат добри оценки за кои потоа се нели основа за упис во саканото средно училиште па понатаму на факултет. И голем е процентот на одлични ученици, а на тестирањата потоа и во меѓународни рамки резултатите се поразувачки. И не само во меѓународни рамки, видовме што се случи при уписот во средните училишта. Точно така. Да, веќе имаме сигурни докази и оваа година што се случуваше, но и минатата година, ако не се лажам, беше во гимназијата Орце Николов, сега во Георги Димитров. Имаме апсолутен доказ дека не се еквивалент оценките на знаењето. Имаме скроз одлични ученици кои освоиле 45 поени од вкупните број на поени, што не е ни половина. Оти некаде 70 поени беа 50% од вкупното освоени поени. Образованието е општествена категорија. За да го подобриме, треба повеќе фактори да се вклучат во него. Не зависат само од единствен фактор, не зависат само од наставниците, или само од учениците, или само од учебниците, или само од условите во училиштето. Образованието е дел од целото општество и какво ни е општеството, такво ни е и образованието. Па од тука јас велам, ние еден сериозно долг период на нашите родители, на нашите наставници и на нашите најмлади, како општество сме им давале несоодветни примери за успех. Необразовани луѓе,
кои на брз начин стигнале до големи материјални добра. Тоа се млади луѓе, секако дека посакуваат, нели, да достигнат некој степен на материјална сигурност. Еден едноставен пример кажав, има многу такви примери во земја во која царува корупција, нели, долги години. Тие тоа гледаат, тоа учат. Сега правиме сериозни чекори да воспоставиме образовни норми, да воведеме вистински вредности и морал во образованието, сите заедно. Не може тоа една институција сама да го направи. И мислам дека еден мал исчекор и имаме со тоа што на матурата имавме малку подобри резултати, тие се малку, но се подобри, и што имаме бројни наши ученици кои освојуваат медали на меѓународни олимпијади и меѓународни такмичења. Тие се доказ дека имаме одреден квантум кој може да повлече. Статистичките податоци велат дека за една деценија бројот на запишани основци е помал за 6876, а на средношколци за 8632 ученици. Правили МОН долгорочни анализи колку колку училишта би останале празни, на пример, за 5 или 10 години. Мислам, дали е возможно да се направи една таква проценка? Многу е тешко да се направи таква проценка за период од 10 години, но она што сметам дека е значајно и дека треба јавноста да го знае, дека оваа влада особено внимание обрнува на демографските случувања во земјата. Јасно е дека имаме иселување, јасно е дека наталитетот паѓа, тоа веќе е утврден факт и се зборува многу, но затоа ние имаме министерство, нели, кое ќе се бави со демографските проблеми и младите. Имаме институции, вклучувајќи институцијата премиер, институцијата министер за образование, МОН и други институции кои работат на овој проблем и бараат решенија за овој проблем. Од тука сметам дека посветеноста на владата и на сите институции е исклучително значајна и правиме сериозни и програми и обити за да го стабилизираме овој процес. Секој во својот ресор, така како што соодветствува на ресорот. Морам да кажам дека ние правиме и процес на оптимизација на училишта, дека да, одреден број училишта ќе треба да бидат привремено затворени, велам привремено, затоа што тоа е динамика на процес. Се намалува бројот на ученици или во одреден период расте, така ни се случува во одредени општини во земјата. Привремено затоа што прво е на штета на учениците, не е во ред да имаме училишта со 5 деца каде што нема ниту социјализација, ниту модернизација, ниту надпревар меѓу децата, дополнително трошокот на државата одржување на огромно училиште за само 5 ученици. Тоа ќе се случува, но тоа независно од демографските движења. Јас искрено се надевам дека чекорите кои владата ги превзема ќе почнат да вродуваат со плод. Дали сметате дека постојното ниво на средното образование одговара на потребите на пазарот на трудот? Тоа повеќе се мисли на стручните средни училишта. Да, сметам дека средностручното образование е нешто што носи просперитет на оваа држава и еден од клучните елементи во образовниот систем. Ние имаме воведено и сега и законски ги легализиравме дуални паралелки и учење преку работа. Што значи дека вклучуваме компании, производствени, некакви, што и да е тоа, во образовниот систем. Тие компании имаат потреба од работен кадар. Учениците
влегуваат во тие компании и праксата ја спроведуваат таму заедно со менторот одреден од компанијата или од училиштата. Значи ги изучуваат процесите кои се потребни на компанијата. Кога компанијата е задоволна од резултатот на учениците, таа ги вработува и ги прима затоа што има потреба од нив. Па од тука овој процес кој се одвива за унапредување на средно-стручното образование дава резултати и ние во соработка со коморите и компаниите го зајакнуваме, особено затоа што и ги зачуваваме младите во сопствената земја. Еве една од мерките за зачување на младите во државата. Да предеме на малку сега за универзитетите, тие изостануваат од светските рангирања. Значи ли тоа дека државата недоволно инвестира во знаењето или каде е проблем? Не мислам дека недоволно инвестираме и во високото образование. Еве да повторам, годинава имавме еден од најголемите буџети во историјата на МОН. Инвестираме и во високото образование и во науката, особено годинава дадовме бројни проекти и за базични научни истражувања, поврзани се науката и високото образование, кај нас се поврзани. И за паметната специјализација, што е стратегија на државата. Покачени се платите на професорите, мотивирани се, значи повеќе да работат, но повторно ќе кажам дека не зависи се од инвестицијата на Министерството. Она што исто треба да се направи тоа е нов закон за високо образование и нов закон за научно-истражувачка дејност, затоа што постоичките не мотивираат, не стимулираат напредок. Јас се надевам дека релативно брзо ќе ги донесеме, затоа што тие се при крај и дека тие ќе овозможат стимулација и мотивација не само на професорскиот кадар, туку и на студентите, за да можеме и овој процес некако да го стабилизираме и заокружиме. Предвидуваме промена на студиски програми, модернизација, да сме во тек со она што се случува во светот, но и за да го пополниме пазарот на трудот според неговите потреби. Затоа што за да биде успешна земјата и просперитетна, ние треба да го задоволиме пазарот на трудот, а секако ако тоа го направиме и ги задржуваме младите и им обезбедуваме подобар живот. Не очекуваме дека во рок од 2-3 години ние ќе се придвижиме во првите 500 на Шангајската листа, но се надевам искрено дека од дното околу 2000 можеби ќе се придвижиме 100 места нагоре во првиот период, а потоа континуирано и нагоре. Дополнително еве вложивме големи средства и обезбедивме пристап до 2 огромни светски бази кои ќе им помогнат и на професорите и на истражувачите, Web of Science, нели и Scopus, каде што се објавуваат најновите, најмодерните, најактуелните истражувања. Од тука пак ќе речам, мултифакторијален и комплексен е проблемот, но чекорите што треба да ги правиме, ги правиме. Не, зона за вклучувањето на проектите на научната јавност, таа достапност, многу позитивни реакции имаш. Благодарам. Што се случи со стипендиите што ги додели претходната влада на ВМРО ДПМН со услови кои ги обврзуваа стипендијантите доколку не се вратат во земјава да ги надоместат искористените средства? Така. И тука направивме промени. Стипендистите кои ги кои ги финансираше државата се наши амбасадори во светот, тоа се нашите најдобри деца. Тие кои што ќе се запишат на некој од првите 100 универзитети на Шангајската листа, навистина се вредни, умни, одговорни деца. Но, за жал, сметаме дека договорите кои тие ги подпишуваа не беа соодветни и не можеа да се имплементираат. Она што направивме други услови и други договори за да може и студентот која добива стипендијата да почувствува одговорност кон сопствената држава која вложува во него.
ги најдовме, направивме база на наши стипендирани студенти и ги сконтактиравме сите. Дел од нив, околу 40%, се во државата и во главном работат во приватни компании, но дел навистина останале во странство, нив ги искомунициравме и тие направи едно здружение на алумни на државата, во кое се обврзаа да и возвратат на некој начин на државата. Тоа здружение се вика Мостови, веќе функционира. Освен тоа што помагаат на други студенти и во странство и во земјата, почнаа да се поврзуваат и со одредени институции каде што можат да помогнат, па така имаат соработка со Заводот за статистика, со театар комедија, со неколку средни училишта во земјата. Значи, тој процес сме го почнале и ќе продолжиме на тој начин и да го остваруваме, со тоа што сегашните стипендисти, тие што останале, сегашните стипендисти ќе водиме сметка на вистина да им понудиме соодветно работно место. Тие се враќаат од третиот универзитет во светот, за да прифатат овде работа, тие ќе мораат секаква да прифатат, но за да ги искористиме, треба да им понудиме соодветно вработување каде што тие ќе можат да го дадат максимумот и да го пренесат она што го научиле од странство тука. Има ли државата механизми за тоа да ги задржи? Секако дека има, дел од нив ќе се наоѓа во Законот за високо образование, дел од нив ќе се наоѓа во Законот за научно-истражувачка работа и ќе воспоставиме веќе и систем на комуникација со коморите, затоа што и приватните компании им се привлечни. Па добро, може и попривлечни со оглед и на плати понатаму и на се, затоа што тие луѓе... Така е, и мора да признаеме дека дел од компаниите, например овие во информатичката технологија, се малку понапред од државата. Така е. Но ќе ги стигнеме, ќе ни помогнат тие и ќе биде изнивелирано и балансирано како што треба. Партизацијата се наведува како еден од главните виновници за состојбите во образованието и во образованието, да речем. Дали се согласувате со тоа? Не можам да не се согласам. За жал, јавна тајна е дека имало партиски вработувања, но од секогаш, од кога прв пат сум забележала дека такво нешто е можно, сум се борела на било која позиција да сум била, и како професор, и делувајќи на студентите во разговори со нив, и со колегите, и со надлежните институции, сметам дека секаде без исклучок, но во образованието треба да е присутен само квалитетот, зашто вие почнавте што ако сакате да уништите една држава, уништите го образованието. Образованието не смее да биде место на партиски вработувања. Образованието мора да биде место на квалитетни вработувања. Имаме квалитетни наставници, ќе имаме квалитетни млади луѓе и од сите како општество треба да се заложиме оваа негативна појава, колку, кога и како постоела веќе не е битно, битно е повеќе да не постои во иднина. По се во ова кажано, може ли образованието да го вброиме меѓу најглавните причини за иселувањето од држава, посебно младите сега? Може би некако најглавните, но образованието влијае на иселувањето на младите од државата, затоа што тие имаат право и сакаат да се стекнат со модерно и квалитетно образование, барем дел од нив. И затоа ние како држава сме должни да им го овозможиме тоа, па јас велам, менуваме наставни програми, менуваме во соработка со универзитетите и студиски програми. Новиот закон за високо образование ќе предвиди
Тоа го прават универзитетите сами, не е законот главната алка, тие имаат автономија, но и во новиот закон за да им помогнеме, предвидуваме мирување на одредени студиски програми. Тие ако одлучат дека треба да укинат некои студиски програми, тоа ќе го направат. Ако треба да обноват, реакредитираат или акредитираат сосема нови, и тоа во заедничка соработка со нив го правиме, за да им овозможиме модерно образование, но превземаме и други чекори. Веќе се спомнува дуално образование и во високото образование, што покажува добри резултати во одредени западноевропски земји. Одредени факултети веќе размислуваат во тој правец. Тоа е една од мерките. Друга од мерките е да се вмрежат нашите факултети со странски факултети, па да направат двојна или joint диплома. И тука веќе имаме напредок. Значи децата да отидат да поминат семестар, два во таква една програма, други деца да дојдат овде, студенти се разбира деца, се извинувам, да разменат искуства, да разменат знаења, да стекнат различни знаења. Значи, и тука превземаме одредени мерки што се во надлежност на МОН. Но со задоволство можам да кажам дека досега со универзитетите имаме партнерски однос. Мислам дека после долги години за прв пат ние не се гледаме како спротивставени страни, туку напротив како целина која сака да придонесе за подобрување на образованието и подобрување преку тоа и на општеството. Така да и тој процес се движи, јас повторно ќе кажам, во образованието ништо не може да биде од денес за утре. Битно е дека е почнат и дека ќе продолжи во тој правец. Време секако е потребно, меѓутоа се во ова што го кажувате влева оптимизам. Па затоа на крај прашањето, дали имате јасна визија како ќе изгледа образованието македонско на крајот од вашиот прв мандат? Јас искрено и многу длабоко во душата се надевам дека ќе изгледа многу подобро од она што го затекнав минатата година. Се во ова што го кажав дека е направено и се прави, ми дава за право да мислам дека ќе биде подобро. Колку подобро ќе биде, ќе видиме на крајот од мандатот, ако издржам 4 години, овде министрите се менуваат на година и пол, но сеедно, ќе видиме на крајот на мандатот, но јас ќе сторам се што можам да работам на многу паралелни фронтови. Успешно се разбира, оти не е поентата ние да отвараме фронтови и да немаме никаков успех, за да можам на крајот од мандатот да кажам да, направивме 10, само 10, ама 10 сериозни и успешни чекори. Ако бидат повеќе, ќе бидам уште позадоволна. Се надевам така ќе биде и покасакувам среќа и успех во работењето. Ви благодарам многу.